Факултетот за образовни науки влезе во овој проект пред неколку месеци со особено задоволство затоа што нашите француски партнери, како и невладината организација, помогнаа во целата работа да можеме да на студентите им пренесеме некои од компетенциите кои се важни не за иднината, туку за сегашноста. Екологијата, биодиверзитетот, еколошките проблеми се проблеми на денешницата, не проблеми на утрешницата, и Факултетот за образовни науки е благодарен и среќен што е дел од овој проект и се надевам дека ова поддршка од овие две институции ќе продолжи и голем дел од овие проектни активности ќе продолжат и понатаму. Од понудените 5 модули, јас и професорката Деспина работевме на 2 модули. Првиот модул беше агриволтаици, екосистем, а додека вториот модул беше образование за одржлив развој. Во рамките на двата модули кои што ги развивавме, одржавме по 2, односно 4 предавања на студентите од насоките педагогија, втора година и педагогија и оделенска настава од трета година. Со тоа што ние прво студентите теоретски ги подготвивме, на кој начин, односно покрај основното образование кое што го стекнуваат во рамките на нашиот факултет, како да изградат зелени компетенции и како сите тие знаења да ги вградат во другите наставни предмети. Заради тоа што за жал во образовниот систем во Република Македонија, во 9-годишното основно образование, средното, па и во високото образование, еколошкото образование и воспитание, како и образованието за одржлив развој, не е застапен како задолжителен наставен предмет. Денеска сме домаќини на последната работилница од проектот, кој што го организираме заедно со Штипскиот универзитет и со Еколоджик, и е посветен на образование, на едуцирање на студентите во однос на одржливоста и генерално обновливите извори на енергија. Проект кој што трае веќе 8 месеци, го спроведуваме заедно со Универзитетот во Штип и со Еколоджик. Ние спроведовме серија на работилници заедно со студентите од универзитетот со цел да го пренесеме знаењето, технологијата и како се спроведуваат проекти во средина како што е Македонија и во средина како што е Европската унија. In North Macedonia and in the EU. And then the objective was that for the students then to go and... Потоа фокусот ни беше откако ќе ги обучиме студентите, тие понатаму да ги обучуваат учениците во основните училишта. Значи самиот проект се состоеше од 2 чекори, таков беше пристапот. Значи првин ги обучуваме студентите, а тие понатаму ќе ги обучуваат учениците во основните училишта. Train the pupils of the basic schools. Во овој проект Еколоджик всушност представува организација одговорна за имплементација на истиот. Задоволство ми е што бев дел од него, но морам целиот успех исто така да го припишам и на сите наши соработници, едукатори, професори, наставници, кои што всушност креираа модули кои понатака можат сите наставници низ Македонија да ги користат, со што ќе поведеме малку поинакво образование од она што до сега го имаме. Неформално образование, вклучувајќи експериментална работа и така натака. И мислам дека тоа што големата соработка со Универзитетот Гоце Делчев Штип и можноста што и самиот универзитет ни додели професори да бидат дел од овој проект, го направи овој проект успешен и денеска се наоѓаме на крајниот ивент, завршениот процес.